Јас сум Маневски Благоја, земјоделец кој производам пшеница, сончолет и ченка. Работам моментално во ЗИК Пелагонија. Наградата кој јас беше добив, изведов од наградата 7312 килограми од ектар. Јас сум Томи Димитровски од Битола, живеам на улица Бројмечка. Оваа година сум јас носител наградата за волна. Постигнав добар рекорд со 4 кила и 200 грама од овца. Јас се викам Гоце Цоцевски, село Карамани. Производив на ектар 4380 кила изведов сончолет. Јас сум Талевски Димитров Јонче од село Долно Ризари, којто производувам, којто ме наградува со првата награда, ова е трета година. Годинава извадов по хектар 53.350 килограми репа и сметам за идуќата година да извам повеќе. Јас Наумовски Трајан од село Новаци, као сточар и земјоделец овде во селото, оваа година добив втората награда. Овците мои ми пуштија по 3,5 кила од овца, волна. Јас се викам Ѓорѓе Јовановски из Дугрето од село Крстовар, тоа ми е така прекара. И ова година добив такова производство по 30.000 кила по хектар јаболка и по тоа ја добив награда. Јас сум Мицевски Ѓорѓе од село Новаци, што добив втората награда за шеќерна репа, кој производив 52.000 кила по хектар. Овие општински надпревари поред се четврти во нашата општина и по бројот и масовноста на индивидуалните земјоделци кои учествуваат во него, оваа година е најмасовен. Тенденција е да овој надпревар веќе стане и прими традиционален карактер, а со тоа тежнееме да, како стручна служба, манифестирајќи ги учесниците кои постигнале најдобри резултати во своето производство, допринесиме да и кај останалиот производител, кај останалите земјоделци, да кога ќе видат какви приноси се постигнуваат, се усмерат и имаат тенденции да и тие постигнуваат повисоки приноси. Символични се сумите и наградите, мислам, но по важност и по однос на земјоделски морал, овие надпревари навистина завземаат високо место. Имајќи во предвид дека во нашиот пелагониски регион индивидуалните земјоделци поседуваат огромни потенцијални можности за производство. Така да сметам дека индивидуалните производители по своите производни капацитети негде имаат 80% од целокупната површина. Тие капацитети е императив не само на нашата општина, не само на Републиката. Тоа треба да биде императив на целата нација, да би се тие ставиле во покрет и да се добие едно производство кој што во моментов е најпотребно. Ова награда за нас значи многу. Јас ја примил награда со поголемо вака залагање и со едно мерак вака, како што сум на работа, во стопанството во Зико, применувам истите работи што ги работиме таму и на тој начин ја добив наградата. И мислам пак, се надевам пак за оваа година да добив наградата. А кај на земјата е таква што дава добри приходи, кој би сакал, секој може да би ја добијала на сортата ажовато. Најпоќе таа сорта кај нас успева, ние сееме и белостаја, ажовато и од другите семиња, само потешко успева кај нас. Јас ка помојам би можеле уште повеќе да заработиме,
И со заработка да ние правиме, јас ка правам околу 5 милиони обрт годишно мојата работа, имам 2 хектара земјиште, најпојде за ускудеваме механизација. Механизација немаме никаква, задруги ваму, таму, деме кооперации, било шо, никој во суседен не излегува. Со приватни трактори си плаќам, орање, влечење, сејање, едно друго, деме кона што треба се го правам. Колку ќе остане за мене, толку само јате така, демек јас ка сум за тргна шо повеќе да произведам према работа што работам со панството, истите работи ги работам, ги променувам како и тие што работат таму. Вие нема да ја напуштите земјата сигурно. Земјата еска не мислам да ја напушам никако. Најповеќе нас не интересира и најдобро било ако ни дај рака државата со овие кооперации, задруги, да се работуваме подобро, би можеле да постигне уште поголеми резултати. Јас ка со нашето орање вака на приватно си е приватно, тој трактор не сака да оптерети и се баш па толку не е земјата изработена како јас што сакам да работам и као што работам во Зико, например. Така земја не можам да изработам, бидејќи немам машини, немам услови. И друго, ако би работеле така, 100% сум убеден дека нема да увозуваме никакво жито за кај нас, нема потреба. И кај нас едно друго, условите нам не одговара едно сега кој дојде за приходо, сега дојш некаде да го однесиш или да го дојсиш или сега ѓубре треба примиме, не можеме да земјаме да дојсиме, најпоќе скудеваме од овие пусти патишта. Патишта за нас најголем проблем. Па би требало да поведи општинско собрание која сметка поголема и за ова, барем ако не поќе, да не се лажам, барем едно 10-15 пати имаме оено кај преседникот тројца, четворица делегати од местна заедница и до денески не примнал канцеларија. Јас имам овце околу 120 овци и овој рекорд го имам постигнато затоа што имам овцеве украшено со овчко полска и мерима раса. Имам добиено таква сорта овци што се украшени и така и добивам добра волна. Па имам голем печаток во овците, јас и голем мерак. Ме разбираш, друго ништо не ме занима, само овците. Вие сте единствен во Битола вака изгледа што се занимавате со... Има и повеќе души, ние сме овчари, 10 души, само тие помало се овци држат. По 30-40, само му се и поситни овците, тие се скоро мариовски овци, друга дива раса. Секој од мене сака да земи јагне, брав, така да ги заблуди, само тоа не може најнаш. Јас тоа го имам практикувано пред многу години. Откога почна ова меринацијата, јас ги имам од тога и украшени овците и така ги имам во ова, имам добиен ова сега сорта. Што мислите, дали може да се живее денес од овци? Па денес најпоќе може да живее од овци, само ако сакаш да работиш. Денес е скапа и волната, млекото мислам, врави месото, јагнијата најпоќе одат. Вие рековте дека имате околу 120 овци. Колку корист имате од нив? Па јас годишно демек од една овца земам млеко околу 100 литра. И млеко го продавам по 500 динари. Тоа ми е. А од јагнијата земам приход 2 пати ми се јагнат. Земам приход по 2 милиони, околу 4 милиони динари. И од волна милион динари, тоа е сето. А имам расход 3 милиони динари за овците. Што ги похранувам. Мислам да ги држам уште овците. Барем најмалку 60 години, дури можам вака да работам. После коќасарам, ако нема луѓе, оти сум јас единка сам, децата ми се мали, одат на школа, нема кој да ми поможе. Дали вие за овци знаете и некоја стручна литература се бавите или вака од самоук? Јас од самоук се бавам, али поќе со стручњаци имам разговарано и така. Ние деме се при рака ми оди. Мене еве кривотица кај мене никогаш нема, не постои како што има во светлост. Јас овцата што му закриви за 2 дена можам да излечам. Тоа сум демек стручнак што не може поголем да постои во Македонија овде за мислам за кривотица. Ми најпоќе имаме проблем за пасиштата. Немаме доволно пасишта. Мислам и можеби некој друг ќе земи овци ако има доволно пасишта, демек да не одредат некој
општинава самата да не одеде некое место за барем за вака за пасишта. Ова така е добра работа, затоа што не сили за в година уште подобар резултат да извадиме. А 2 пати имам гнојано нивата со овчки гној и гојацки. Изеров 4 пати. 3 пати изеров со волојте, 1 пат изеров со тешки трактор 65 конски снага. А може се добија уште поќе ако изработиш добро, значи, земјата. Сака работа земјата да роди, ако не ја работиш и таа не роѓат. И јака да е нивата, земјата, ако не ја гноеш, ако не ја изработиш, нема да роди таа. Вие друга храна што произведувате? Вадиме жито, така производуваме. Али помалце житото ни врдат спрема со чолјадо. Репа садиме, репа вади добро, вадиме од репата, значи околу 10.000 на погон вадиме, значи околу 50.000 килограма на хектар. Дали се служите вие со овие агротехнички мерки, со механизација? Абе се служиме, ма не можеме толку да набавиме. Инаку тие се парни тие работи, значи техничката работа за работење за земјата. Не е како со волојте, не може да го изработиш толку како со машинеријата што е. Од вашево село има и многу други луѓе што произведувале сончоглед. Како реагира кога добивте вие првата награда? Абе имама, не ја работаа толку, не му е изработена да му дај толку приход, значи да. Така работа да изработи, да ја скопа на време. Првен значи сончоглед кој ќе израсти, кој ќе никни до 10-15 сантиметри да се издречи. Да се скопа, кој ќе подрасти на влажното и тоа ќе се стори, инаку не може, ако отепа дожели, така да заби земјата, не може се направи сончоглед така. Абе добро е тие вели и сите вели немаше поран сончоглед твој изработен, затоа да е. Јас му мулам и вие да изработате и вие да земите така. А добро е вака да се надпреварувате? Така да се направируваме, ќе дава поќе приход, користи за државата, значи ќе производуваме поќе. Нема да лежат нивите така орници, има што лежат нивите така орници. Кој да Австралија и остаја земјата така не работа, има доста земја така за останата. Јас ја садам 13 години, од првата година не ми беше позната и толку бев уплашен и не можев да вадам олка количина, ама ако почнав 2-3 години со ред и ја упознав работата и сега мора да оди успешно работата. Ми е познато како на прсти да е бром. Репата сака рано да се насади и првото рано, второто треба плевење рано, дури е малечка, да се запази од пипиците, треба никако да не се остаи во неа. На која нива добивте вие толков принос? Ние добивме оваа година толков принос на оваа нива овдека. Кажете ми, вие сигурно како напреден земјоделски производител знаете дека нашата земја увезува многу храна. Што мислите, дали може да не увезува и како? Јас сметам дека да се земи поозбилно работата во земјоделието, понака по прво да земи власта по големи мерки и производителите така да се поучат со ова новото напредување на земјоделците со трактори орање. Сметам дека ќе имаме доволна храна во нашата република. Јас не живеам само од репата, произведувам, првото ми е репата, после пшеница произведувам, доста пшеница по 7-8 илјади, 10 илјади кила, произведувам бостан по 2-3 погони и тутун садам. Имаме годишно пари околу 6-7 милиони. Сварно тие сите не останува, ама мора да остани 2-3 милиони да има настрана од јадењето и пијањето. Што значи за вас наградата? За нас наградата значи како светиња нешто и со тоа се дичиме многу дека државата не наградува како добри производители и ни признава на тоа. Јас се занимавам уште од малечко со овци. Каква е користа од ова? Од овците има голема корист, само да има овде кај нас едно убаво пасиште, така ќе можеме и нашите деца да ги задржиме, да не одаа во странство. Дали можете уште повеќе да произведете волна? Можеме, само да има пашњак. За производство на волна треба убаво одгледување овците и добро ранење. Па ние си одгледуваме повеќе и да земиме повеќе приход. Ако не ја одгледуваш, нема да земиш приход. А што е, мислам, посебно? Ево, зашто други од селово немаат добиен, туку вие? Кај вас нешто Па другите има некои други, некои брдски овци, таква некоја раса,
и не му е еднаква расата. Нашата раса е чиста пелагонска раса, таа е стара руда наша. Таа ние викаме стара руда. Или мелески, имаме мерими, нешто имам јас, некои мелески мерими од овие овци. Колку овци можеш да одгледуваш ти? Колку? Па јаска можам до 100 грла да одгледувам, али пасиште нема. И може повеќе да одгледувам. Па сега и пасиме благодарение на Пелагонија и водната заедница по каналу. Оти по каналу нас не пуштаа да ги пасиме овците. Нешто му плаќаме, али Пелагонија кога се извај реколтата, било жито, било репа, таа не ни брани. Тоа е од страна на Пелагонија многу добро, ние сме многу благодарни. Друго, што произведувате вие? Произведувате ли уште некаква Да, друга храна? и јас производувам, јас сум земјоделец. Јас и шеќерна репа, и сончоглед, и жито. Као мала количина си држам овци и од земјата си обработувам, па горе-долу може да се живатари. До година дали пак ќе добиете награда? Па мислам. Мислам да добијам и така ќе се трудам да добијам. Ако не другата, баре третата ќе ја земам. А сепак некако на прво место бегам. За да добиете повеќе од овие 3,5 и нели првиот има добиено 4 Так. килограми, така ли? Да. Што треба да направи? Ама, слушај, и за тоа има лек. Оној што ги има, оние меримите, тоа е мерим. Тоа не можеме нашата полска овца да оди на со ним за волна. Дека тие се потешка таа е волната и поголеми овците. А зошто вие не земате мерим? Па ние констатираме сега оваа година да ќе препорачаме преку општина да ни дат нешто брави од Скопско поле. Ако можеме да добиеме, и ние ќе го измениме некако. А дали ви помага општина? Па општината во секако случај нас ни помага. Има сега кредити, разбраме на седница дека има кредити за стошарство. Па ако се одобри некакво пасиште, јас не морам додам со 50 грла, јас ќе одам со 100. Та 50 сум пасил, та 100 сум пасил. Значи, ќе имам приход поголем. Од овци не се откажуваш? Никако не откажување од овците. Овците се секој пат наши и во тоа сме пораснати ние, со ним заедно живееме. Нема. Ова година пристегнав до 30.000 килограма по хектар. А се надевам од година натака спрема што ми е планираното што си имам засадено кај мене во моето имање, се надевам да производа годишно над 100 тона. А тоа е годишно. Над 100 тона се надевам спрема што ми е засаденото. Колку корис имате годинава од јаболта? Речи си, тоа не е добро да го каже човек, ама имам преку 20 милиони динари приход. Имав многу мерак во земјоделието, со голема работа, не со така тешка. Да, порано ми беше тешка работата, али туку имам мерак во земјоделието, демек јас сум роден, како да ти реча, прав земјоделец. Шо ме така ме мачи земјата и ме трга земјата, не ми дава да излеза нигде надвор, него сем да остана во земјата овдека. И така постигнав до ова. До сега работав околу земјоделието тешко, примитивно, али сега ми е многу лесна работата. Си имам трактор, свој лимузина, приклучни машини што ми се потребни за во земјоделието. Сите ми се набавени, сите си имам. И работам многу лесно во земјоделието. Али едно не мачи, само ме мачи собранието на општината, што не ми дава таква могуćност да си направам една штала, една куќа, покрај асфалниот пат, кој може да постигна, оние парите да не ги чувам јас на банка, него тие пари ја би направил една штала, во таа шталата што да склона од 50 до 100 телиња. А бидејќи имам храна за тие телињата да израна, моја храна. Имам околу 2 хектари ливада. Она ливадата јас сета би ја дал она сеното да јадат кравите, оние телињата, а тие телињата јас би дал во прехрана. Па да дојде да земе кога ќе му се потребни прехрана, да земе да има месо. Али општината не ни го дава она да направиме такви нешта покрај асфалниот пат. И тука нас не мачи тоа многу, а горе за во селото не иде во обзир да прави јас такви работи. Како го постигнавте рекордов? Мислам, Рекордот го постигнав така
стално бев поврзан со општинското собрание таму околу земјоделието, тоест и онај инженеро, агроном Младен Трајковски. Тој ми даде големи савети и ми даде оние книги едно друго и по тие книгите јас и се владам прскање обавезно 2 пати месецо, како што ќе ми рече тие истото прскање така постигнав до ова производство големо. И се со ним работав. Со ним и денеска пак ми дадоа некои книги, упатства, правила. Имам сите тие правила што ми се потребни, сите си имам, кои видовте на лице место. Јас ка друго не ме интересира ништо, сем тие правилата. Си седа ќе си прочитам и ќе ми дај тоа, како да се изработал, работата ми се чини одма. Шеќерна репка произведуваме скоро од кога почна да се саде овде кај нас во Битолско колие. И каква корист имате? Па добра корист имаме, вака се најпоќе скоро се занимаваме со репа и со житарица. Годинава колку ќе заработите од шеќерната репка? Па ќе заработам негде 4 милиони динари. Па, доста ли ви е тоа? Абе, не е доста ту, само толку постигне, толку